Две рачињачки со 10 прсти, имам јас деца. Еве ги горе, еве ги долу. Оп, на раменца. Еве ги напред. Еве ги назад. Цуп на коленца. Па еве ги десно. Еве ги лево. И бакнеш во чело. Одлично, започнавме со песни многу бакнеш и така го отвораме денешното издание на 0N+. Ке зборуваме за јога за мајки и деца, кои се придобивките од неа, што значи заедничко вежбање за мајката и за децата. И еве денеска ќе ги поканиме сите гледачки кои што имаат бебиња да пред екраните, пред телевизорите, да ги земат своите деца и да се обидат да вежбаат заедно со нас. Здраво за Маја Трајковска и Весна Видовиќ. Тие се тука дојдени заедно со нивните бебиња, со Ведран кој што има 8,5 месеци и Сила 6 месеци, и денеска ќе ни објаснат што значи тоа постнатална јога, односно јога за мајки и деца. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Благодариме и на поканата. Многу убаво денеска нашето студио, многу е весело, полно со позитивна енергија. Да започнеме од тоа што е тоа јога за мајки и деца. Па јога за мајки и деца најверојатно е јога што се појавила како недостаток на слободно време на мајките да вежбаат јога после породувањето и така да некако да ги вклучат и своите бебиња. Фактички тоа е слично на хата јога, со тоа што внесуваме вакви песнички, значи внесуваме некои нешта кои што за децата во исто време ќе бидат интересни и ќе се постигне една хармонија во вежбањето и мајката да има придобивки на детето сепак да се помине едно интерактивно време и така и смирено. Кои се предностите на заедничкото вежбање за мајката и за бебето? Еве како изгледа еден час и тоа може да ми објасните? Дали е непредвидлив со оглед на тоа дека се вклучени мали бебиња? Да. Непредвидливо, да. Да, во принцип, кога некое дете е вознемирено, имаме различни техники со кои што ги смируваме. Имаме инструменти, имаме свекички. Обично кога гледаат во огнот, одма се смируваат. Да, тоа е една од тие техники. Многу е убаво затоа што на креативен начин, на весел начин се поврзуваме со своето бебче, што реално дома и не можеме секогаш да го направиме тоа, затоа што се останато на нас. Знаат мајките како е. Многу е битно поради проблеми со грбот, со карлица, многу е убаво да се вежба заедно. Дали овие вежби се всушност фокусирани на оние мускули кои што се опуштени во текот на бременоста, преца стомачните, карличните, грбните? Да, сите вежби што ги правиме се во принцип за тие делови од телото. А секога започнувате со песна, така започнува часот, тоа е воведот? Така ни најубаво. Започнуваме нешто вако слично што прави Весна во моментот, значи му го покажуваме на нашето бебче границите на неговото тело со допир. Со тоа што нашето бебе не е свесно колку е големо. И така малку му покажуваме ова тие главчето, ушињата, рачињата, до тука ти се ноџињата, прстињата и после тоа песничката воведна ни е така. Две рачички? Да, затоа што убаво се истегнува, например, можете слободно да си ја пробате дома сите оние кои што имаат желба, затоа што стварно убаво се истегнуваат точно тие предели, нели, кај рамената, пред се тука, рамениот појас. И исто така, зависно од часот, нели, некогаш почнуваме со едни убави афирмации, но денес можеби и после на крајот. Да, ќе ги прикажеме. Да. Така. Некогаш мајките се плашат да се вклучат на вакви часови, велат како ли ќе вежбам со бебето, дали е тоа безбедно, па дали бебето ќе се вклучи на часот, дали ќе може да го издржи часот. Како е вашето искуство? Значи до сега првиот час ми беше со 10 мајки, 10 бебиња. И јас малку бев уплашена, затоа што претежно јас ги водам часовите
И онака се спремив за се. Ама толку убаво помина часот. Толку беше хармонична атмосферата, значи бебињава дали сами се осеќаат и еве како што може да се приметите, си прават муабет, некако не дозволуваат, не даваат да вежбаме и доколку некој од бебињата се појави да е малку раздразнето, преминуваме на вежби кои што се поинтересни, поинтерактивни, за повторно да се воспостави таа хармонија во целата група. Така. А овозможуваат ли овие вежби јогата за мајки, за бебиња, поврзување на духовно ниво, на физичко ниво, на емотивно ниво со бебето? Дали се продлабочува врската помеѓу мајката и детето преку вежбањето јога? Да, секако. Сака сте веснички. Така, блискоста е тука потенцирана. Да. Знаете како дома можеби се нема толку време онака баш духовно да му се посветиш на бебчето, а на овој час баш духовно ќе се посветиш и никако се поврзуваш подлабоко. Имаме и специјална музика наменета за мајки преку мантра и искрено никогаш толку многу ни го отвараат срцето што дури така си плачеме позитивно, да, сето тоа е позитивно. Значи едноставно душа со душа се спојува некако. А успеват ли жените да си ја повратат силата, енергијата на овие часови што изгубиле за време на бременоста, па и нели со непроспените ноќи, доењето? Ние ова го правиме еднаш неделно, а тоа не е баш доволно, јас би рекла, за да имаат тотална корист од сето ова, е најубаво вежбите да си ги понесат и со нив дома и од време на време, не мора тоа да е цел час, туку може да е 15 минути, значи да ги прават секој ден, секој втор ден, кога како ќе им се покаже шансата. И така мислам дека поефектно ќе си ја повратат силата. А каде ги одржувате часовите, колку време веќе можат заинтересираните да се вклучат на нив? Во принцип еднаш неделно со оглед на тоа дека нели не можат мајките секогаш да се организираат да дојдат. Вторник или четврток од 18 часот, 1 сат во студиото Body Leaders во Кисела вода. Така. Сега што обично се случува на часот? Какви вежби правите? Дали се тоа класични јога вежби или пак се модифицирани за да може да бидат вклучени и бебињата во нив? Да, некои од нив се класични, некои модифицирани и исто така зависи од бебињата, затоа што имаме многу малечки бебиња. Сила која почна да вежба беше 3 месеци и не можеше да седи, например. Така да зависи индивидуално позицијата на бебето, може бебето да седи, може да лежи, секогаш да биде. Значи не секоја мајка може да ги направи сите вежби од самиот почеток, може, така, значи сите. Може сите, со тоа што различно ќе се посвети внимание за како тоа да биде и безбедно за бебето. Така. Да. Ајде може ли да погледнеме еве какви се вежби се прават? Еве дека вака ни е легнат убава сила, ќе го легнеме и ведран да видиме. Можеме да правиме позицијата мачка, која што е многу добро позната и супер е за рбетот, да го истегнеме. Може сите мајки со бебиња да вежбаат пред малите екрани, доколку има такви заинтересирани. Дишуваме нагоре, издигаме. Дишуваме, остваруваме контакт со бебето. Дали ова вежба која што овозможува еден убав контакт со бебето и секогаш треба да се направи, како почетна вежба, но ние што сакаат да вежбат јога со своето бебе? Исто така е многу добра за грбот и истегнувањето и дишењето се согласуваат, а за бебето е како една игра, например играта дзе, да речеме. Така, забавна. Да. Е забавна и воопшто баш се смирени. Фактички секогаш кога мајката е смирена, тогаш бебето е мирно. Така, мајка смирена, мирно бебе. Може да се постигне таа состојба преку јогата со мајка и бебе. Одлично, што е многу важно, нели? Да. Која е следната вежба која што правите? Опревртено ве, ова е супер исто за истегнување на рацете, на нозете, на рбетот и убаво, така може малце да го скокоткаме бебето за главата. Убаво се стегнуваме целосно, малце ќе си постоиме во оваа позиција колку што ќе ни дозволи бебчето. И сега ќе кренеме едната нога нагоре.
Па другата нога. Дали секогаш бебињата вака мирни седат? Јас сум изненадена искрено. Да, често, да. Често ни се случува вакви убави часови, само што некогаш ќе се случи некој бебче да му расне запче или нешто така од тој тип, ама тогаш ги правиме вежбите кои што се уште поинтерактивни. Сега додека е една многу убава позиција за да се истегне рамениот појас и плешките од позади да се отворат. Колку време после породувањето жените може да почнат да ги вежбат овие вежби, односно да се вклучат на часови за јога за мајки и деца? Тоа е исто така многу убаво прашање, ама јас би оставила на секоја жена само да се го осети моментот. Значи, јогата не е само физички да се зајакне телото, туку исто така да се врати контролата над своето тело, тоест да се постигне, затоа што нели нашето тело минува низ толку големи промени, што не си го препознаваме сопственото тело после некој време, и да се зближиме повторно секоја жена со своето тело, да си препознае дека добро, јас сега полека ќе почнем да влезам во контрола во моето тело. Што е многу важно. Да. Бидејќи жените најчесто имаат чувство дека изгубиле комплетно контролата над своето тело, само довербата е на најниско можно ниво и ова е одличен момент за да се вратат работите по контрола. Да ни прикажете уште некои од вежбите кои што може да се изведуваат и во домашни услови, значи сега прикажуваме она што се вежба на часовите за јога наменети за мајки и деца, но исто така се тоа може, како што споменавте, да се спроведи во домашни услови. Ајде сега стоечки малце ќе ги разимат бебињата. Најпрво ќе го сукаме бебетот и тоа е многу убаво за смирување на бебето, малку подвиткани колена и бебето ќе на една страна, на друга. И вака кога се прави во круг со сите бебиња, е многу интересно и многу ги смирува. Ете, ако имаме некој бебенце кој што малку ни е, да кажеме, немирно, тогаш се пристапува кон ова вежба која што делува смирувачки. Очигледно за сите. Да. И нашиот рбет исто е среќен. И така, и сега имаме една која што е многу убава за мускулатурата на рацете, затоа што тие раснат и нашите раце треба да бидат се посилни и посилни. Ние си ја нарекуваме лифт. Ќе се вратиме во средина. Обично бебињата се гледаат една со друга за да им биде уште поинтересно. Ги фаќаме убаво цврсто. И сега нашиот лифт има 4 спрата. Четвртиот е најгоре, највисоко. И полека се спуштаме на третиот со свиткани. На некој начин детето се користи како тек. Да, точно. Па да, во реалноста баш е тек. И на вториот спрат малце тука е најтешко за бутовите, за нозете, за рацете. Ова е одлична вежба. И првиот спрат се одмараат и бебињата и мајките, и тука може да се искористи со лактите да се подбутнат колената. И повторно. Сега тука може исто така индивидуално да се не мора да се оди спрат по спрат, може од први, ама тука е важно кога се креваме нагоре да ги стегнеме сите пелвични мускули. Значи ги стегнеме пелвичните мускули и одиме нагоре. Четврти. Па трети. Па втори. Многу корисно за мајката, а забавно за детето, морам да признам дека и бебињата комуницираат и се среќни додека ги активирате на ваков начин. Дали јогата за бебиња и мајки всушност влијае и на развојот на моториката кај малите деца? Да, тоа што може да се направат специфични вежби кои што се баш со нив. Така? Тоест нивните ножиња да се движат, спротивна рака, нога да се допираат. Значи тоа е исто една серија вежби која што може да се вметне во дел од часот и некогаш ја вметнуваме. Во зависност нели како сме сите расположени. Што е следно што ќе ни прикажете? Па може да ви прикажеме еве војна позиција. Ајде. Затоа што ни се машки дечињата. Такви војни, не дека женските не се. Добро. И вака и тука може исто малку да ги клацкаме. Ведран очигледно не ужива во оваа вежба во моментот. Имаме друга контра. Значи се случува некогаш и ова, но се наоѓа начин. Вури. Да, нешто не ми е. Добра позиција не е на Милината. И добро, сега можеме и да
Кажи ми како си го завршуваме нашиот час. Дали со песна? Дали започува со песна и завршува со песна или има некои Завршува. вежби пред да почнете да музицирате со децата? Значи има еден звук ом, кој што е многу важен во јогата и кој што обично на сите јога часови секаде се прави, се пее и дечињата ние сме приметени дека многу убаво им действува и затоа им пееме 3 пати ом. Можеме да пробаме ако сакате. Ајде. Да видиме. Сега тука позицијата на бебето е како што си посакува бебето. По негова желба. Да, издишуваме целосно, вдишуваме длабоко. Возраст децата може да бидат вклучени на часовите по јога? Има ли некоја горна граница? Па, ние рековме до 1 година, затоа што после тоа се многу сакаат Да трчат. од сите страни, фактички нема да биде часот ефективен. Така да рековме од, да речеме, 2-3 месеца исто може да се почне, па до 1 година. Тоа е така нека убава возраст за бебињата. И на крајот, откако 3 пати ом ќе биде спроведено, Јас ќе го еве сега јас ќе го земам ведра. Еве. Биде интересно. Што следува на крајот од часот да видиме? Ова е еден дел кој што така ние самите си го сметнавме, поради убаво искуство со овој инструмент. Бебињата сите уживаат во него и им правиме една малечок концерт. Прекрасно, со една смирувачка мелодија го завршувате часот. Јас ви благодарам што сето ова го споделивте со нашите гледачи, што им дадовте насоки што се може да направат дома за да вежбаат заедно со нивните бебиња. Повели, не сака баш да седи кај мене. Видран го сака инструментот. Так. инструмент. А секако сите заинтересирани може да се вклучат и кај вас на часовите, на кој начин може да стапат во контакт? Па имаме, секогаш организираме настани на Facebook, там има и телефони, можат слободно да ни се јават или да го пријават своето учество. И тоа е, мислам дека сега за сега единствениот начин. Така, која е горната граница на учесници на часот? Дали 10 мајки со деца е можеби горна граница, па ќе треба да организирате и дополнителни така, 10... часови во други денови? Да, 10 мислам дека е максимум. Повеќе не би сакале заради сепак да се одржи една интимна атмосфера и така да не на сите убаво, пријатно. Мене денеска ми беше навистина многу пријатно во ваше друштво. Криво ми е што не можев да вежбам со вас, но моето малецко дете има 2,5 години, значи веќе е големо за да можеме да го вклучиме на едни вакви часови. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Се надевам дека ќе се видиме повторно и дека интересот на гледачите ќе биде голем за сето ова. И благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Се надевам дека денешната емисија беше подеднакво забавна за нив како што беше и за нас. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската нателна. До гледање.